подпредседателе. Почитувани колеги, јас денес ќе побарам одговор на господинот Филипче. Дојдеа со хеликоптер, не беа достапни за да одговорат на прашања од интерес на граѓаните. Еве ќе искористам оваа прилика и ќе поставам две прашања до пилотот и едно прашање за копилотот. Колега, се извинам, стопирајте го време. Сега пред малку реагираше заменичката на координатор. За одреден вид на реакција. Значи, ние немаме таква можност, согласно деловникот, да повикуваме пилоти или од авиослужбата да им поставуваме прашање. Вие сте должни по деловникот, на почетокот, прочитајте го деловникот, на кого ќе му поставувате пратенички прашања и да го тоа номинирате овде на седница на говорница. Почитуван подпредседателе, ако вие не ја знаете хиерархијата и кој е кој, тогаш, господине премиер, подпредседателот ви пркоси и рачунам дека треба одма да го смените. Поситно. Ова е пркос. Но да продолжам. Океј, тогаш јас на пилотот ќе му го поставам прашањето, па дали ќе има пилот кој што ќе го одговори, океј. Господине премиер, пред 20 на денови, при акција на Американската агенција за борба против дрога, ДЕА, во близина на Прилеп беше запленета 200 килограми дрога во вредност од 800.000 евра. Уапсени, меѓу другите, беа возачот на вашиот братучет Трајче Заев и ни повеќе, ни помалку командирот на полициската станица во Прилеп Кире Спирковски, викан Чипсио. Ударна игла на Социјалдемократскиот сојуз во Прилеп, близок соработник и човек од доверба на министерот Спасовски, но и на градоначалникот Илија Јовановски, на пратеникот Миле Талевски и на екс-министерот за транспорт и врски, сега директор на Царина, Горан Сугарески. Одговорноста на министерот за внатрешни работи тука е тројна. Под прво, поставил за негов најблизок соработник, командир на полициска станица, човек кој наместо да ги апси криминалците, да не заштитува нас и нашите деца и го спроведува и штити законот, мирот и редот, самиот е вклучен во трговија со дрога. Второ, и покрај сугерирањето при поставувањето на Спирковски за командир на полициска станица во Прилеп на опозицијските советници, тогаш тројцата овие, Спасовски, Илија Јовановски и Миле Талевски, го назначија без соодветно образование, апсолутно незаконски, за командир на полициска станица Кире Спирковски. И трето, на министерот за внатрешни работи му притвораат командир на полициска станица за трговија со дрога, а министерот ова го дозна од вести, што е недозволиво. Ние како советници во општина Прилеп тогаш прашувавме што толку го прави важен Кире Спирковски, па за без соодветно образование, на глава, на нозе, како што знае да каже народот, да биде назначен за командир на полициска станица. Одговорот ни го даде Агенцијата за борба со наркотици ДЕА пред некој ден. Кире Спирковски Чипсио бил важна алка во ланецот за трговија со дрога. За трговија со дрога произведена во фабриките чија собственост ја поврзуваат со членови на вашата фамилија и ваши блиски, господине Заев. Прашувам, господине Заев, во секоја нормална европска земја, министерот за ваков скандал ќе понесеше одговорност уште истиот ден. Кај нас не е така. Дали, ве прашувам, само поради тоа што членови од вашата фамилија се поврзуваат со фирмата Medical 420 од Битола, од каде потекнува запленетата дрога, Оливер Спасовски е се уште министер? Второ прашање, господине министер за здравство, Венко Филипче, во обидот да ја оправдате вашата неспособност во набавката на вакцини, изнесовте еден податок од кој потоа излезе скандал, афера од огромни размери. Имено во ваша изјава кажавте дека при набавка на кинески вакцини од фирмата Синофарм ви бил вратен аванс од 12,5 милиони евра. И од тука започнува целата приказна и разбравме дека наместо преку кинеската амбасада во Скопје или директно
фирмата производител на вакцини Синофарм, вие сте ја правеле набавката преку некоја офшор фирма. Намерно не се изразувам со зборот компанија, бидејќи се работи за сомнително фирмиче со само 3 вработени од Хонг Конг, случајно или не регистрирана, формирана неколку денови по доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт. Господине министер, сакам да ми одговорите како од милиони фирми во Хонг Конг дојдовте до оваа фирма со, повторувам, само 3 вработени. Апсолутен анонимус во фармацевската индустрија и во медицинската фела. И како дојдовте до сумата од 12,5 милиони евра, кои авансно, апсолутно незаконски, со прекршување на законот за јавни набавки, сте и ги уплатиле на оваа фирма. Ако направиме математика, бидејќи рековте сте нарачале 200.000 вакцини, доаѓаме до сума од 62,5 евра по вакцина. Ако знаеме дека цената на вакцината на Синофарм на светскиот пазар се движи од 25 до 30 евра по вакцина, доаѓаме до разлика во цена од повеќе од 6,5 милиони евра. Господине министер, дали оваа сума е провизијата која сте сакале да ја наплатите, а македонските граѓани поради ова се уште не се вакцинирани и секојдневно имавме околу по 50 починати? И уште едно прашање за премиерот. Трето прашање. Господине премиер, оваа година имавме катастрофален откуп на тутун во Република Македонија. Катастрофално ниски откупни цени, официјалната откупна цена е 159 денари, остана за прв пат после толку години реализирање на откуп на тутун во Република Македонија, ни остана неоткупен тутун околу 1 милион килограми. Носевме тука измена на законот за тутун, за да може да се продолжи рокот и да се дооткупи тутунот, но тутунот остана. Се што се случи во тој продолжен рок е невиден масакр на тутунопроизводители. Тој продолжен рок е невиден масакр на тутунопроизводителите во Република Македонија. Тој тутун во дополнителниот рок се откупи по цена од 60-65 денари со огромни одбитоци од 20 и 30%. На тутунарите му се ветуваше се и се што. Му ветувавте и вие лично, но зборот не си го додржавте. Известен сум од тутунопроизводителите и од тутунарските здруженија дека ви се обратиле 3 пати писмено, но одговор од кај вас нема. Ви пратиле писмо на 5 април, па на 16 април, па потоа на 24 април. Зоран Заев онемел за тутунопроизводителите. Ветуваше многу, а сега за нив нема ништо. Ве подсетуваат тутунопроизводителите во тоа писмо. На состанокот на владата сте му ветувале дека просечната цена ќе достигне 185-190 денари. На прашање нивно, што ако не е така, вие сте му одговориле со зборовите: ќе се обврземе и ќе најдеме како влада начин и форма како да ја доплатиме таа разлика ако се појави пониска просечна цена. Во моментов цената просечна официјална е 159 денари и толку заврши откупот, остана неоткупен тутун, а вие сте му ветувале дека ќе му ја надополните разликата од 185 до 190 денари. Повелете, направете го тоа, тутунопроизводителите очекуваат да си достоите на зборот, бидејќи тоа вие сте му го ватиле. Ме замолија и вас ве замолуваат во писмото да поддржите идејата за субвенција од 90 денари по сите класи, за да се излезе во пресред на ниската откупна цена во изминатата откупна реколта и барањето кое неодамна го упативме. Мислам дека тоа што сте го ветувале на луѓето, господине Заев, треба и да го исполните. А не да му се кријате и да не му одговарате на нивните писма, кои еве во интерес на јавноста ќе ги покажам 5 април, 16 април и
24 април. Военно однив, надлежноста ја префрлувате и вината ги префрлувате да бараат одговорност од Министерството за земјоделие. Може би не сте ги прочитале писмата, но еве можам и да ви прочитам доколку сакате. Тој текст е во писмото од 16 април. И луѓето велат, се надаваме дека нема да не излажите или пак изманипулирате и ќе си достоите на зборот. Еве прилика, се она што го кажувавте во изминатиот период, додека бевте во опозиција, додека работевте во сабота и недела, пошто сега кажавте дека не работите во сабота и во недела, еве прилика да си го исполните се тоа што сте му ветувале на тутуно производителите. Благодарам. Ви благодарам.